Ова е втор ден како што расправаме по оваа иницијатива. Пред да се задржам на самата иницијатива, сакам да кажам дека, колеги пратеници, секое формирање на анкетна комисија овде во Собранието на Република Македонија за било кое прашање го става на тест самиот кредибилитет на ова собрание. И секој треба добро да размисли при барањето за формирање на анкетна комисија, која е целта, што сака да се постигне, кои се мотивите за формирање на анкетна комисија и како на крајот тоа ќе заврши по самиот углед и кредибилитет на ова собрание. Ние, за жал, во минатото не сме сведоци да анкетните комисии кои што се формирале овде во Собранието на Република Македонија ја завршиле својата задача, утврдиле некако вид на одговорност, утврдиле факти, утврдиле аргументи и дека тоа завршило онака како што било предвидено со одлуката за формирање на тие претходни анкетни комисии. Најеклатантен пример за изигрување или за непочитување на некоја комисија формирана од Собранието, за жал, е комисијата за настаните од 24. декември во 2012 година. Таа комисија, колеги пратеници, иако не беше формирана само од пратеници во Собранието, туку ја водеше истакнат и еминантен професор од Правниот факултет, деканот професорот Борче Давидковски, тогаш донесе заклучоци. Тие заклучоци беа утврдени, подпишани од сите партии кои што партиципираа во комисијата за утврдување на настаните од 24. декември 2012 година. И тоа беше постигнато со притисок и со интервенција и на меѓународната заедница. Знаете што се случи со заклучоците од таа комисија? Рекоа дека биле палома хартија. И од тогаш навакај се утврди дека ова собрание, за жал, секое формирање на комисии, дали се тоа анкетни во овој случај или за утврдување на одредени настани, се прави само Господин Николов, расправаме за персоналниот состав, не за одлуката. Можевте пред Нова година за одлуката да расправаме. Повелете. Значи, председателе, тој персонален состав веројатно има некоја цел зашто го формираме. Да, кога се гласаше одлуката за надлежностите, тоаш можете да зборите ова. И одлуката гласи анкетна комисија за утврдување, не знам, фабрика за афери. Еве, пошто очигледно дека сега не ви одговара ова дискусија, да ме послушам и да се вратам на... Не одговара или не, ја деловникот сакам да се почитува строго. Повелете. Да ви се вратам на темата како што велите вие. И со самиот персонален состав го кршите деловникот на Собранието. Во членот 118 од деловникот на Собранието, во ставот 6, јасно стои дека председател на анкетната комисија по правило треба да биде од редот на опозицијата. Видете одлуката. Председател колегата Илија Димовски, заменик председател колегата Љупчо Димовски. Зошто тогаш го кршите деловникот и со самата одлука за формирање на анкетна комисија? Ако стои и јасно пишува таму дека по правило председател на анкетните комисии треба да биде пратеник од опозицијата, зошто, колеги пратеници, вие не го почитувате тоа правило? Еве, сте ја предложиле колешката Солза Грчева, зошто не се не ја ставите председател? Ако ја рачунате дека е како представник на опозицијата. Значи, зошто, ако вие ще сакате да биде барем колку толку деловнички една одлука, зошто не сте ставиле, ако веќе велите дека колешката Солза Грчева е представник на опозицијата, не сте ја предложиле за председател на комисија? Зошто
координаторот на пратеничката група се стави на негова иницијатива, сам се стави и за председател на оваа анкетна комисија. Колеги пратеници, опозицијата јасно кажа дека нема да делегира своји представници во оваа анкетна комисија. Јас лично мислам дека таа одлука е исправна. Исправна е затоа што анкетните комисии што ги формира овие собрание не ја завршуваат својата работа. И оваа анкетна комисија се сомневам дека ќе заврши без заклучоци, дека ќе заврши без конкретно утврдување на одговорност и на крајот ќе имаме само седници на анкетната комисија кои што ќе служат како еден вид забава за граѓаните на Република Македонија, а нема на крајот да дојдеме до некои заклучоци или до утврдување на политичка одговорност. Впрочем, тоа е праксата со сите досега формирани комисии од Собранието на Република Македонија. И ова ќе се потврди за месец дена, граѓаните ќе имаат можност да видат дека ова владеачко мнозинство ќе изгласа оваа комисија со силата на мнозинството, без учество на пратениците од опозицијата, и после месец дена ќе се заборави дека комисијата постоела. Ние овие 2 дена ја трошиме енергијата и времето само заради забава или за на некој начин одвлекување на вниманието на граѓаните на Република Македонија од реалните проблеми кои што постојат и кои што треба да се решат. Вие знаете дека договорот од Пржино практички е блокиран. Денови имаме силна интервенција на меѓународната заедница за договорот да се одблокира и да почне да функционираат сите институции и да се остваруваат сите точки од истиот договор. Јас се надевам дека и анкетната комисија, која што беше формирана како резултат на договорот од Пржино, ќе ја продолжи својата работа. Меѓутоа, исто така се надевам дека сите наредни сведоци кои што ќе бидат повикани да сведочат на анкетните комисии, тоа ќе го направат јавно, не за затворени врати, затоа што еден од основните принципи на демократијата секаде во светот, колеги пратеници, е транспарентноста пред граѓаните. Ние, за жал, во ова собрание ќе имаме ситуација да имаме сведочење на сведоци зад затворени врати. Каде е тука јавноста и што граѓаните ќе дознаат од таа анкетна комисија? И на крајот да завршам. Ова анкетна комисија, за жал, е само еден хир на власта, еден класичен обид за повторно дефокусирање на јавноста од реалните проблеми во Република Македонија, еден обид да се зборува за нешто кое што во моментов не е приоритет за Република Македонија, едноставно комисија која ќе служи за забава на народот, а нема суштинска цел да утврди политичка одговорност или да спречи некое дело кое што понатака би се случувало од кога комисијата ќе ја заврши работата. И затоа од страна на опозицијата ова анкетна комисија ќе ја нема поддршката и ние не сакаме да учествуваме во вакви анкетни комисии. Благодарам.